Да, продолжуваме со емисијата. Тука во студиото го имаме господинот Александар Трајановски, кој е заменик градоначалник на градот Скопје. Господине Трајановски, добро дојдовте во студио 10. Прв пат тука ми се чини во студио 10, во TV24, не знам дали сте биле? Да, сум бил. Сте биле, да. Ке зборуваме за повеќе теми кои го тангираат градот од прилика на луѓето, тоа им е познато, тоа се проектите на градот Скопје, оние комунални, инфраструктурни, сообраќајни проблеми, граѓански останати. Оно што е најново, што цело време се провлекува, тоа е проблемот со уличните кучиња. Повторно се реактуализира проблемот после на едно видео кое се објави на социјалните мрежи во кое се гледа дека глутница напаѓа граѓанин или граѓанка, не знам точно, со домашно куче, и тоа навистина предизвика едно згрозување кај јавноста, каде што таа или тој не можеше да го одбрани кучето свое, и повторно се истите прашања. Проблемот и градоначалникот на општина Аеродром сега повторно упати една силна критика кон градот Скопје. Тој вели дефинитивно градот не може да се справи со проблемот, лајка не може да се справи, па вели ние не знам ни зошто ја плаќаме на лајка, ќе прекинеме да ја плаќаме. Има ли градот Скопје некаква стратегија, решение да почне да се работи системски на овој проблем? Видете, системскиот проблем за решавањето со бездомните кучиња не е дека е проблем кој што градот Скопје го оставил на страна или не го третира воопшто. И тоа не зборам само за овој мандат сега на градоначалничката Арсовска, него нели и со воспоставувањето, односно основањето на тоа јавно предпријатие Лајка. Со тоа што сега видовме, пробавме да ги инволвираме граѓанскиот сектор, односно баш оние здруженија кои што ги третираат уличните кучиња и миленици со хуман третман и преку нивната програма експертиза и сознание и искуство да можат да реализираат дел од таа програма и иницијатива преку јавното предпријатие Лајка. Но ова е горлив проблем на градот кој што постојано се држи актуелен и како тема, но и разбирливо, нели граѓаните имаат секое легитимно право да стравуваат за својата безбедност. Знаеме сите дека постојано се носат кучиња од други градови кои што исто така не можат да се справат со уличните кучиња, така да во ноќните часови пристигнуваат камиони од други градови, истите тие кучиња се пуштаат во различни населби и мала по Скопје, а знаете што значи за едно улично куче кое што ќе биде тргнато од таа средина која што му е позната и донесено во некој нов град и нова средина каде што тоа воопшто не живеело. Прво станува збор за дезориентирани, доста агресивни кучиња. Тоа е природен тек на карактер на едно животинче кое што се наоѓа во нова средина која што не ја познава и затоа се случуваат вакви немили настани за кое што за жал ние пробуваме да ги сузбиваме. Лајка работи со оние капацитети со кои што располага. Гледаме да се програмата нивна е брзо да се стерилизира, да се третираат на хуман начин кучињата и потоа да се вратат на локацијата на која што биле дислоцирани, освен оние агресивни кои што нели влегуваат во карантин, каде што потоа се гледа од каде потекнува нивната агресивност и дали е поврзано со некое заболување или чисто станува збор за карактерот на кучињата. Добро, има ли некакво решение тогаш на повидок, бидејќи ова што сега вие ми го кажавте, отприлика е дека тоа постои некаков систем и дека понатаму вие не планирате да превземете ништо повеќе, но проблемот постои. И вие самиот потврдувате дека кучиња има се повеќе. Тоа што се носат од други градови, сега не знам како е законска регулатива, дали е тоа проблем на МВР. Мислам дека МВР би требало да ги контролира тие и нели видео надзорот на улиците кои што се поставени, мислам дека може многу да придонесат во откривањето. Не ми е нејасно кој закон би се прекршувал во тој случај, малку не ми е баш јасно правнички тука, но во ред е тоа, но имате ли нешто, некаков план за, не знам, некаков нов план за справување, проширување на капацитетите на Лајка, формирање на некакво ново предпријатие, на некој друг стационар, не знам. Не верувам дека би вродило со плод уште едно јавно предпријатие од ваков тип. Значи, кога веќе сме основале јавно предпријатие, тоа кажува дека градот има намера да го решава и да го третира овој проблем. Системот и програмата на јавното предпријатие е направено така да мора да се движиме во одредени законски рамки, да се движи неговата дејност да биде во одредени законски рамки и програмата која што е изгласана на Советот. Самото јавно предпријатие и неговото действување не може да отстапува од таа програма.
Како што кажав, дел од таа програма е имплементирана од Сдруженијата за третирање за хуман третман на уличните кучиња и бездомни миленици, кои што сметаат дека е најефикасна и може највише, најдобар резултат поголем да даде. Со тоа што се прават постојано големи акции на кастрација и стерилизација на уличните кучиња, чисто за да се стави под контрола размножувањето, што се однесува до дислокацијата на кучињата и отстранувањето од локација. Тоа е нешто што се уште е на некоја тенка граница на нехуман третман, затоа што самата програма, ви кажав, е залови, стерилизира и да се врати на локација на кај што кучето си функционира и живее. Да, но очигледно е дека таа програма не функционира, бидејќи имаме се повеќе и повеќе кучиња, тие се размножуваат. Тука е проблемот, имаме зборувано тука и со представници на тие организации, со представници на Анима Мунди, тие велат дека се потребни законски измени, дека голем проблем е што сопствениците на кучиња ги пуштаат на улица, така се создаваат нови во однос на чипирањето, во однос на следењето, значи тоа е еден многу поширок проблем. Потребни се едни пошироки законски измени, тоа е во ред, но имаме тука уште еден аспект во ова со кучињата кој е во надлежност на градот, а тоа се финансиските оштети кои се плаќаат за каснување. Јас најдов некој податок, можеби ви имате понов за 2021 година, вели градот Скопје и Лајка заедно исплатиле скоро 1.000.000 евра за оштети од каснување на бездомно куче и направени се измени потоа во Советот, каде што тие каснувања ќе се решаваат вон судски, во директна спогодба за да се намали таа финансиска импликација, но сепак се работи за огромни пари, ми се чини. Точно е тоа, но имаше одредени индици дека дел од овие случаи кои што се евидентирани како каснување и пријавени, и судски водени, сметаат имаше доволен сомнеж дека истите се инструирани и конструирани. Дека не се сите вистински? Да, не се сите вистински и ова има мислам дека е документирана одродена шема каде што одредени структури ја го крираат цел тој случајно угризување, истото го утужуваат и потоа нели се побаруваат средства од институциите за наплата на штетата. Добро, тоа е веќе работа на МВР. Да, затоа и сами да кажавте, значи повеќе фактори и параметри играат улога во оваа ситуација во која што се наоѓа градот Скопје и ситуацијата со уличните кучиња во моментов, како што набавив, значи како што напоменав, ние се трудиме и јавното претпријатие да излезе во пресред на сите можни локации каде што има потреба да се санира, да се заловат кучиња, да се стерилизираат истите и да се стави под контрола нивното размножување, но дополнителното носење на кучиња од страна од други градови кои што нити се кастрирани, нити стерилизирани, нормално дека го отежнува овој процес на ставање под контрола на размножување на бездомните миленици. Од друга страна, исто така и луѓето кои што, да речеме, зима се одлучуваат да земат домашен миленик, многу брзо им поминува, тоа е трендовски, и многу брзо им поминува и интересот и вниманието кон тоа животинче, и затоа најчесто тие потоа може да се најдат по улиците на Скопје исто да пуштени од своите собственици. Сметам дека треба да се доработат некои законски одредби, како и одлуки кои што ќе ги обврзува прво оние луѓе кои што ќе се одлучат да имаат домашен миленик, малце со поголемо внимание и да мора да внимаваат на нивната благосостојба, не само додека е интересно и потоа истите да бидат испуштени на улица. Не станува збор само за кучињата, исто можеме и да го кажеме и за мачињата или други домашни миленици кои што најчесто се купуваат. Овие се на удар, да речеме, бидејќи ги напаѓаат луѓето, но има многу такви домашни миленици, се разбира, не се само кучиња. Друга работа која што е како параметар која што влие и сметам дека сериозно ја отежнува работата на јавното претпријатие Лајка е тоа што дел од општините кои што се на територија на град Скопје не ги подмируваат своите обврски кон претпријатието. Знаете, има одлука на Совет каде што јавното претпријатие Лајка има подпишано бипартитни договори со сите општини во градот Скопје и за истата услуга која што ја третираат, односно заловувањето на кучиња, општините треба да плаќаат одреден надомест. Голем број од општините искрено не одговараат на тие побарувања и имаме сериозни проблеми со финансирањето на Лајка. Видите сега што вели градоначалникот на аеродром, господин Одмусунски. Аеродром е една од ретките општини која плаќа
вели размислуваме да прекинеме со плаќање бидејќи лајка не работи ништо. Значи проблемот не само што не се решава, туку ми се чини се продлабочува. Добро, ако ја земеме реално ситуацијата во која што нели и релациите на односите на општините со градот Скопје, можеме да најдеме и политичка нота во оваа порака. Јас општина Аеродром е еден од оние кои што нели ја плаќаат ова, го имаат исполнета оваа обврска од бипартитниот договор и други општини се, но не би сакал да напоменувам кој ја плаќа редовно, кој не ја плаќа услугата, но би упатил еден апел до сите градоначалници на скопските општини дека доколку сакаме оваа проблематика да ја решаваме и да ја третираме сериозно, дека пред се битни да се регулираат овие должничко-доверителски односи кои што се засновани на договори и истите ги имаат потпишано. Со тоа би се овозможило лајка да има малце по-флексибилно, да бидат малце порастеретени во однос на финансиите, би можеле без проблем да набавуваат средства чисто баш за основното функционирање што им е потребно, како што се медикаменти за стерилизација, за третирање на одредени заболувања, како што е во моментот знаете дека имаше и штенечак во една од најсмртоносните бактерии во јавното предпријатие. Истото беше ставено во карантин и затворено, не можеше да заловува, затоа што тоа е доста сериозно заболување кое што предизвикува смрт и доста оштетување на нервниот систем кај уличните, кај било кое дом, мислам куќе или воопшто. Добро, да преминеме на останатите теми, има и други, една од оние кои се константни, тоа е загадувањето. Јас онака имам една перцепција во однос на загадувањето, која вие ќе ми кажете дали е точна, бидејќи вие не сте од сега, одамна сте веќе во градот, во Советот на град Скопје, бевте и кога беше и претходниот градоначалник Шилегов, и сега сте. Интересно ми е што ми се чини дека за време на претходниот градоначалник Шилегов некако како проблемот да спласна. Имавме па можеби едно 2 години каде што воопшто не се зборуваше за загадување. Сега вие ќе ми кажете, јас не знам дали навистина тогаш загадувањето го немаше, но некако тотално беше неактуелно, не се зборуваше, па дури и мерните станици не покажуваа високи вредности. Или се исклучува? Не знам, за тоа ве прашувам. Сега повторно се врати високо на агендата, повторно се врати оние наслови Скопје прво место, второ, 6, 7, 8 во свет и така натаму. Што се случува со загадувањето? Зошто сега одеднаш повторно стана проблем? Мислам дека загадувањето е присутно многу поодамна и загадувањето на воздухот е присутно во градот Скопје многу поодамна и не можеме да го ограничиме мандатски, да речеме на пример на овој градоначалник или на претходниот, него и многу претходно. Ако се земе во предвид дека првите мерни станици ги има се поставени од страна во мандатот на Коце Трајановски, значи тогаш првите индикатори дали воздухот е загаден или не се појавуваат многу претходно. Тогаш почна прв да се зборува за загадување. Сега во однос на политичката флоскула и кампањата, односно мотото на тогашната локална власт во градот Скопје и на Петар Шилегов беше за почист воздух. Да, но навистина го немаше загадувањето, не знам. Да, ама така поволно беше поволни беа годишните времења, особено зимите, немавме тешки зими, а искрено еве и оваа година, ако добро ја согледате, освен преку сила некои 7 дена кои што температурата падна на некои минус 3-4 степени, ние и оваа година немавме тешка зима, што можеме да кажеме дека е олеснителна околност во однос на тешките загадувања. Во однос на постапувањата на загадувачите, знаеме дека јас прв пат сум видел инспекторатот на град Скопје да изврши мерење и за истите работи да бидат изречени казни. Тоа беше еднаш во почетокот на мандатот, само што го превзема градоначалничката Арсовска и сега случајот со онаа компанија во кисела вода но еве и во каде што беа извршени 2 вкрстени мерења и беше докажано дека таа компанија која што долги години тврди дека поседува филтри и сите стандарди, сега гледаме дека тоа не е така и дека доколку испитувањето на воздухот се направи ненајавено, истото појавува бајаги запропастувачки резултати. Сега имаме тука два аспекта. Еден е она што зборувавме за претходниот градоначалник. Тој од своја страна тогаш велеше дека е постигнат ефект со онаа програма за инвертери, заменување на шпорети на дрва со инвертери и така, дека се контролирани тешките загадувачи тогаш и дека едноставно за тоа загадувањето е средено, тоа беше од прилика неговиот став тогаш, а сега
во однос и на ова со цементарница која се Бака да- случуваше, Малце да збориме Ајде. со бројки пред да се расфрламе дека не можеме со инвертери да го решиме загадувањето. Инвертери се поделени 5000 во изминатите 5 години, со 5000 домакинства, кои што јас објективно можам да кажам слободно дека не се сите суплементи на нели согорувачи на дрва или оние кои што загадуваат што биле заменети. И самите знаете дека во политичките преписки во јавноста излегува податоци каде што значи инвертер клими се делеле во станови во Капиштец и во реони во аеродром каде што се целосно покриени и со градско парно и друг тип на грејење кој што нели не загадува. Така да сметам дека и овие мерки беа предмет на злоупотреба и не сметам дека се едни од главните кои што придонесува до намалувањето на загадувањето. Процесот беше нели најавен со замена на давате одреден огромно тело, најчесто некое старо ќумби или тако, за да можете да исполните условот да аплицирате за инвертер клими, но стратешки кога ќе видите, ние и оние луѓе кои што ги поместивме на новој тип на грејење, гледате дека сега имате други трендови параметри како што е енергетската криза која што па исто така влие на огромните цени. Не можеме да кажеме, например, дека имавме долгорочна стратегија во однос на делење на печките на пелети, затоа што во првата енергетска криза исто така пелетите стана многу луксус и скапи во однос на оние луѓе кои што нели го користеле тоа средство за Добро, грејање. господине Трановски, има некои неофицијални информации, но и некои сериозни новинарски истражувања кои се правеа во минатото, кои покажуваат дека сепак загадувањето потекнува и од извори кои никој не сака да ги признае, а тоа е од горење на разни отпади кои порано се увезуваа во државата и чиј увоз беше легален. Порано се легализираше увозот на тој отпад, токсичен отпад, секаков хемиски и така натаму, и дека тоа го правеа овие мали приватни отпади во Скопје и околината, дека се согоруваат и гуми, и се што се согорува, и дека загадувањето всушност излегуваше од таму, исто како што се сомневаше и за овие големи компании за кои вие зборувате, но повторно ќе кажам, факт е дека во сега се фатив за Шлегов, но тоа ни е најблиска споредба. Да. Сега беше пред некоја година, пред една година, и тој е период кој е близок, дека до пред година немаше загадување, сега има загадување. И сега вие велите времето, не сум толку сигурен дека нешто драстично се смени во временските прилики. Зошто сега повторно сме загадени? Дали, еве, директно ќе ве прашам, дали можеби тие отпади повторно почнаа да горат некаков отпад? Не, во однос на казнувањето и контролата на работата на отпадите и овие места каде што се потенцијални загадувачи, сметам дека сега контролата и надзорот се врши многу почесто и подетално. Јас лично немам забележано горење на отпад, оној каде што ќе биде утврдено дека има запалено или опожарено место, веднаш се излегува на терен од пожарната и од инспекцијската служба, каде што се констатира дали станува збор за подметнат пожар или се горат отпадни материјали. Од друга страна пак ние имаме еден проблем во нашето општество каде што голем, односно во стопанството пред се, затоа што голем дел од правните лица кои што вршат ваква дејност и имаат потреба од некои еколошки дозволи, ги нема во регистар. Значи ние немаме податоци кои и каква индустрија работат. Не станува збор само за големи компании, имаме и мали и средни компании кои што исто работат во дејноста на производството, преработка на одредени материјали кои што произведува одреден отпад и согорување на одредени работи кои што нема евиденција ниту градот Скопје, ниту институциите во однос на нивната работа и начин на функционирање, односно вадење на тој нивен конечен производ на пазарот. Да. Збориме за преработувачки индустрии на железа, на да речеме семенски материјали, најлони, кеси и такви работи. А интересно е и во однос на оние мерења кои ги направи градот Скопје кај цементарница, се појавија, добро, од компанијата е очекувано да се јават контрадикторни мислења и деманти, но интересно е што и од надлежното министерство излегува и кажаа дека според нивните мерења не загадувала компанијата. Таму се дадени одредени истражувања и параметри. Значи тие параметри мора да бидат уважени. Сега дали ќе биде има надлежни органи кои што треба да проценат тие мерења дали се валидни или не. Според мене, ако ме прашате, не станува збор за дискусија воопшто. Мерењата се направени без најава. Мислам дека тука е проблемот, затоа што знаете кога идете во инспекција негде кога им најавите многу полесно поминуваат работите. Ако идете ненајавена инспекција да вршите одредени
мерења искачаат вакви резултати секогаш. Така да мислам дека ќе нас во општеството некои други работи треба да се променат за да можеме навистина да атакуваме на вистинските проблеми кои што ги имаме како граѓани. Добро, друга работа која е директно и индиректно поврзана со загадувањето е, се разбира, транспортот, јавниот превоз, кој влие најдиректно врз тоа, знаеме. Прво да ве прашам во однос на приватните превозници, имаме ли тука некоја нова информација? Знаеме, последниот состанок што им беше со градоначалничката Арсовска, излегува со една изјава која мене барем ми личеше на една помирувачка на некој начин изјава, дадоа дека се оди во насока на решавање на проблемот, како да спласна тамо таа тензија, но јас не знам, имаме ли тамо некакво конечно решение? Виде да ние уште во самиот старт кога влеговме во решавање на јавниот превоз, не очекувавме на, како да кажам, не очекувавме на такво политиканство. Периодот беше таков каде што сите проблеми кои што пробуваме да ги третираме и да ги решаваме, секогаш се инсинуираше и се сценираше некакви си протести, некакви си штрајкови на одредена група, без разлика дали беше станува збор за внатре во ЈСП, за приватните превозници и општо. Договорот кој што приватните превозници го потпишуваат со град Скопје би требало секогаш да биде во интерес на граѓаните. Како што кажавте, значи од темата претходно што се префрливме за загадувањето, ние бевме изрични дека во овој нов договор треба да има и модернизација на возниот парк, со тоа што ќе се задоволат одредени еколошки стандарди пред се, затоа што мораме да го намалиме емисијата на отровни гасови во градот и на улиците и на булеварите. И токму овие, да речам, автобуси и превозни средства кои што се реално да признаеме со доста одминат век, некои се дури по 30 на 40 години беа стари, не можат да придонесуваат во модерниот транспорт. Самиот договор ги обврзува страните да го модернизираат својот возен парк, но јас како советник кој што и претходно сум бил дел од Советот на град Скопје, сум приметил дека таква волја не постои. Договорот сметав дека им е доста наклонет во нивен интерес од тоа што беше јасно дека некои работи мора да се променат и дека тој систем, истиот договор не може да биде поволен денеска во 2022 година како што бил, да речеме, во 2011 или во 2008 година. Добро, но кој е епилогот од разговорите, од преговорите? Имаме ли некаков епилог сега? Пак имаме епилог затоа што градот Скопје си објави оглас дополнителен. Таму имаше одредено лице кое што беше како предводник на таа приватна групација на превозници, кој што сметаме дека доста политички настапуваше и обидуваше да го вовлече народот измеѓу градот Скопје и приватните превозници за да издействуваат малце поволни услови за нивната страна, да речеме. Што сметам дека е доста некоректно, прво затоа што градот Скопје никогаш не застанал јавниот превоз, ова беше таква прилика да сите инструменти кои што беа на располагање се активираат за да се добијат оние работи кои што се посакуваат. Но ете, ние останавме истрени, нашата стратегија беше модернизација, модерно Скопје, се стремиме кон бесплатен јавен транспорт. Со автобуси постари од 40 на години не можеме тоа да го направиме. На последната седница на Советот исто така имавме обид за кредитно задолжување од домашните банки, со кое што би влегле во процедура за набавка на 50 нови електрични автобуси. Оваа одлука не најде на политичка волја и одобрување од колегите советници од другите политички провиденци. Добро, но вие сега барате кредит од домашните банки за купување на 50 автобуси, а градоначалничката Арсовска го напушти веќе договорениот проект со обезбедено финансирање за Rapid Bus систем на претходниот градоначалник Шелегов. Некои ќе кажат исклучиво од политички причини, не го спроведува. И сега од државниот буџет се плаќаат 350.000 евра годишно на Европската банка за обнова и развој за камати. Контекст изјавата дека ние не го поддржуваме Bus Rapid системот, воопшто никогаш не сме го откажале. Од самото објавување, обелоденување, прво Не се извинувам, градоначалничката Арсовска првата изјава и беше дека нема да го спроведе тој проект. Првата изјава и беше таа. Потоа рече дека ќе го разгледа и така натаму. Но прво рече дека нема да го спроведува, дека таа се има
свој проект за бесплатен автобуски превоз. Да, точно е така, но нормално кога ќе разгледате таков капитален проект, исто така мора да ги разгледате и сите параметри кои што влијаат на овој проект. Точно е дека проектот беше многу себично изработен од претходниот градоначалник, скриен од јавноста, да не речам, дури само финалната фаза беше презентирана на една презентација во салата на Советот на градот Скопје пред одбрана публика би потенцирал, за да истото помине без реперкусии. Кога тој проект излезе во јавноста и на нас советниците не беше достапен да го разгледуваме, видовме дека има многу аномалии пред се, затоа што цели две општини се исклучени од Бас Рапид системот. Мојата прва забелешка беше тоа, зашто Ѓорче воопшто и Сарај се исклучени од Бас Рапид системот. Тоа е сериозен дефицит на еден ваков сериозен капитален проект, кој што не би требало да дозволи две општини воопшто да бидат исклучени од неговата интеграција. Другата работа што беше, например, ударна е тоа што голем дел од зеленилото, особено на Партизанска, средниот ред треба да биде уништено, за да истото биде поставено. Значи, првичната проекција беше дека треба да поминува на средина. Значи, целиот среден коридор на зеленило на Партизанска треба да биде изваден и искоренет, тргнат. Да се земе во предвид дека дополнително тука се главните подземни инфраструктурни мрежи на водовод, канализација, електрична енергија, сите баш на тој потек, а оној крстот што е другата траса, предвидува сечење на Цветан Димов целосно. Да, но видите сега... Збориме за дрва кои што се по 40 на 50 години, значи уништување на цели алеи и дрвореди. Јас ве разбирам во однос на забелешките и сето тоа е во ред, се тоа за дискусија, за дебата се разбира легитимно, но повторно ги кажам, ние имаме веќе договорен проект со обезбедено финансирање и државата, повторно ги кажам, плаќа 350.000 евра годишно сега камата за тој проект, бидејќи не се спроведува, а не може да се обезбеди рефинансирање за нешто друго, бидејќи е договорен тој проект, бидејќи актуелната администрација на градот едноставно не го спроведува, а ниту спроведувате друг проект, ниту имаме бесплатен автобуски превоз, а критичарите ќе кажат дека не само што нема, туку и актуелниот превоз се распадна буквално со приватни превозници и така натаму. Значи имаме една ми се чини нејасна политика во однос на јавниот превоз. Во однос на јавниот превоз не е дека не е јасна политиката, нема политичка волја за реализација. Многу е јасно и едноставно. Ако вие во Советот на градот Скопје понудите решение дека сакате да купите 50 нови автобуси и за тоа ви треба кредитно задолжување, тоа не е нешто топла вода што го измислила градоначалничката Арсовска, тоа сме го правели предходно. Да, но веќе имате едно задолжување кое не го спроведувате, а барате друго. Не е задолжување, јас само и предходно заберете, тоа ја ви ги кажав аргументите кои што беа тема на разгледување за проектот да биде доработен и малце да биде доосмислен со тоа што би влегле и овие забелешки на граѓаните за да немаме отпор. Токав проект од 80 милиони евра не можете да го отфрлите и да го вратите назад. Значи, градоначалничката рекла дека нема концепт на почетокот така, потоа гледаковме да го разгледаме. Кога го разгледавме, кога ги ставивме сите аргументи на маса, ние знаеме дека јавниот транспорт мора да се модернизира и БРТ-то ќе биде реализирано со одредени забелешки кои што и измени кои што да ми дообјасните за Rapid Bus системот. Сакате да кажете дека во финална фаза е официјален ќе одите во реализација на тој ќе се оди во реализација. Се одеше во мала, се гледаа некои работи кои што треба да бидат изменети од првичниот проект затоа што пред се неспроведливи или се многу тешко спроведливи и другите работи кои што треба да бидат исто така реализирани пред да почне неговата реализација. Иначе воопшто не е запрен проектот, нити отфрлен. Добро, кога би можело да се очекува некаква следна фаза, не знам, од тоа, и што би била таа следна фаза? Немам точна информација, што и да би кажал, би било, треба да разгледам да видам или некој официјален представник од градската администрација или може би градоначалничката во брза иднина ќе не информира. Но мислам дека е во финална фаза. Добро, во однос на другиот крупен проект, поради кој многумина велат дека настана и
и политичкиот раскол помеѓу градоначалничката и незината партија која кандидираше, нема да ве прашувам за тоа, се разбира тоа, она нек си одговори, но јас само давам контекст. Тоа е пречистителната станица. Што е со тој проект, бидејќи исто така се работи за еден мега проект, за многу пари се разбира, тамо 300 и нешто милиони евра беа ми се чини. Мислам дека е негде околу 130 130 или 160. Да, 130 се префрлив на друго, станица е една од најкруцијалните на 130 милиони евра, да, точно. Значи огромен проект, до каде е тоа? Комисијата постои, не би навлагал во реперкусиите од смената на директорот, затоа сметам дека има надлежни органи, таму се предадени сите аргументи од двете страни, ќе оставиме органите да се произнесат во однос на документацијата која што имаат прибрано, пак ќе видиме понатаму. За тоа навистина не би сакал да коментирам. Не за тоа, туку за самиот проект, да. Самиот проект сметам дека исто така треба да почне да се реализира. Таа станица е една од најкруцијалните за градот Скопје. Деценијска стана више, се дискутира многу години ја дискутираме и истото пробуваме да почнеме да ја реализираме, но никако не сметам дека во брзо време исто така ќе оперативно ќе почне да реализацијата и на овој капитален проект. Проблемот кај нас е што најчесто секогаш крахираме на овие круцијални капитални проекти кои што градот или државава ги има и мислам дека често паѓаме на овој испит со криминогенеста и корупцијата баш во овие капитални проекти. Па добро, тамо се најмногу пари, тоа е логично дека тамо секогаш има и најголеми сомнежи за корупција. Значи 130 милиони евра се во прашање, знаеме како тоа функционира кај нас. Значи колку што ве разбрав, немаме ни тамо некои рокови точни прецизни кога би почел тоа. Не сум запознат, чекаме на пример органите да се произнесат во однос на овие документи кои што беа и одредени искази кои што беа дадени во јавноста, да видиме таму што како ќе се постапува и потоа ќе бидејќи тамо е обезбедено финансирање, исто така, исто обезбедено. Добро, друг капитален проект, мостот кај хотел Русија, градоначалничката кажа, ми се чини дека тамо има проблем со експроприацијата на земјиште од таа страна. Има ли тамо некаков напредок, бидејќи повторно ќе кажам, минатиот градоначалник зборуваше доста позитивно за динамиката на тој проект, а ние можеме да видиме дека во последната година некако застана. Динамиката на проектот на изградбата е едно, динамиката на договарањето на експроприацијата исто така не му идеше добро на претходниот градоначалник. Мостот беше изграден, но експроприацијата немаше ни 9 предмети завршени, значи во првите 3 месеци од мандатот на градоначалничката Арсовска дури 300% беа зголемени реализациите на експроприациите со луѓето кои што живеат во тој регион. Точно е дека има проблеми со одредени луѓе кои што имаат нереални побарувања или не сакаат, одбиваат да се спогодат за вакво, за да истиот проект биде реализиран. Се надавам дека во брзо време исто ќе биде надминато, се работи на ваквото, на експроприациите, поголемиот дел се завршени, ви кажам, станува збор за неколку предмети кои што на рака се бројат. Се надавам дека во брзо време ќе најдеме решение и обостран интерес истото да го реализираме и да може и овој проект да го затвориме, пошто навистина е од круцијален значење да се поврзат овие две општини во однос на движењето на сообраќајата. Добро, како беше тоа со законот за експроприација, нели тој закон беше сменет одамна, дека тука сега јас не знам, ве прашувам вас, бидејќи не сум толку правно запознаен, дали граѓаните имаат право да бараат колку што сакаат, бидејќи нели има закон кој вели дека доколку е проект од јавен интерес, дека едноставно им се плаќа цената колку што е одредена и тоа е тоа. Како функционира, не знам. Би сакал да го правно секој си има правен застапник и секој си прави вештачење. И градот Скопје си врши проценка и самите собственици можат да си набават, односно да си ангажираат вештаци кои што ќе им направат проценка на нивниот имот и во однос на овие две проценки би требало да се движи и договорната вредност. Но нели, како и не секогаш може да се постигне решение. Значи, сепак одговорно кажувам дека станува збор за многу мал број на проблематични. Значи сепак граѓаните не се на некој начин приморани со законот. Тие сепак, значи, може да се бараат некои суми што мислат. Точно.
Значи тоа е така. Добро, кога би завршила таа експроприација, претпоставам дека тогаш ќе почне да се гради и тој траса. инфраструктурен дел што оди понатаму, Да, после останатата мостот. траса на улицата која што треба нели да се поврзе со керамидница, односно да излезе на булеварот. Да, останатите проекти граѓаните реагираат. Еден од овој булевар тука кај што сега тамо не знам во Киро Глигоров. Киро Глигоров се зборува дека е испреплетена надлежност и со Министерството за транспорт и врски, но мислам дека има и некои делови кои беа на градот, бидејќи овде не се работи за една јасна реконструкција, туку за некакви делови, сегменти кои се поврзани со инфраструктурата за зградите, Да. па кои се прават, па се прекопуваат истите. Токму и затоа мислам дека така највише натаму. се чекаше, реконструкцијата на овој булевар трпеше толку и се одолговлечи. Точно е дека целокупната реализација на изградбата на булеварот Киро Глигоров е во надлежност и ингеренции на Министерството за транспорт и врски. Обврските на градот Скопје што беа подготовката и документацијата целокупна се беше сработено и оние сегменти на трасата. Но поради градежната офанзива во овој дел од градот, и самите знаете дека гледате постојано дека имате нови комши, нови соседи. Цела населба има тука точно, буквално, да. И сметам дека тактички тука се одолговлекуваше за да не се касапи новата инфраструктура на булеварот, за да не се сечи за овие приклучоци инфраструктурни што се подземни. Затоа мислев дека малце се одолговлечи реализацијата на оваа реконструкција, но сметам дека во брз исто така би требало негде до мај месец, како што гледам дека треба да финализира овој проект. Исто така мислам дека дел од причината за за долгата реконструкција на овој булевар може да има и политичка позадина, затоа што нели владата веќе во неколку наврати се покажа дека градот Скопје нема поддршка од владата за одредени проекти кои што и порано и пракси кои што и порано биле воспоставени и сме ги реализирале заедно. Мислите Пред се дека претежно зборам за јавниот превоз, исто така за субвенциите за средношколците и за одлуката за бесплатно возење на студентите исто така. Мислите дека еве на некој начин се одоговлекува оваа реконструкција за вината да се префрли кон градоначалничката? Не да се префрли вината, него нема волја затоа што не станува збор за политички поен кој што они би го добиле. Добро, имаме и други раскопани улици, едната е она значи сега не знам точно која улица е, нели кога се оди према Сестина, кај Александар Палас, Скопје улицата, натаму гледаме граѓаните реагираат, прашуваат како е можно толку време да стои раскопана, никој не ни работи таму, ни машини, ни луѓе, едноставно тие дупки стојат веќе со месеци таму. Зошто е тоа така? Зошто толку Тоа е малце посериозен, поголем капитален проект кој што фаќа повеќе сегменти и се протега на 4 улици. Реално да правиме муабет, станува збор за булеварот 8 септември кој што влегува, нели? Тука треба да биде изработен кружен тек кој што е во завршна фаза и после иде приклучувањето или исклучувањето кон улица Скупи, на кај Систина тој дел, а од другата страна пак е Јадранска магистрала која што треба да биде издигната и преку брдото кое што гледате дека речиси го нема од касарната Илинден. Треба да се срози целото, значи се копа интензивно за да може патот да продолжи директно од другата страна, односно некаде во Чаир, да се поврзе најверојатно со не знам која улица беше, но треба да го видам проектот. Сакам да кажам дека еден опсежен проект кој што и тука кај Момин поток захтева поместување на мостот над реката Лепенец и можеби затоа многу подолг период се работеа овие работи, се чекаше затоа што овие се работи кои што мора да се реализираат во топлите денови, односно во градежната сезона, станува збор за март па натака тој период. И еве токму сега заедно да отидеме. Сега ќе видите дека е многу интензивирана ова изградба на оваа клучка кај Момин поток и на кружниот тек. Таму работи компанијата Жикол. Мене ми е драго па на пример од друга страна што еве ги напоменавме неколку проекти на претходниот градоначалник кои што гледаме дека се реализираат и во првата година после неговото заминување, значи не се запоставени истите, нити се забаталени, нити трнати на страна за да бидат подзаборавени.
него како што ја наследивме динамиката, така продолжува и реализацијата на истите. Тие се малце покрупни проекти, следен исто така што ќе биде кај Лимак зградите кои што треба да влеземе. Сакам да ве прашам и за тој, да, токму. Да, таму се исто сите фази завршени, остануваат уште четвртата фаза, значи за подземната сообраќајница. Да се направи подземната сообраќајница под зградите е направена, значи подготовката и оваквото е реализирана. Треба само да влеземе тука во реализација на кружните текови и двете нивоа спуштањата за да може да се поврзе. Да, но тоа уште минатата година од Лимак одговорија дека таа е направена оддавна, но кажаа дека треба да се направат трите кружни градот Скопје треба да ги направи трите кружни тека преку кои ќе се влегува и излегува од тунелот. И сега вие вака кога ќе кажете треба само да се направи, изгледа прилично лесно, лесно и едноставно, но оддамна стои, тоа и не се прават. Видете, тие проекти се големи капитални проекти, не се предвидени од сега, тие се од 80-тите. И Момин поток, и Лимак Јужен булевар, подземни булевари, дури и тунелите на Кале. Тоа се проекти кои што се уцртани во стариот инфраструктурен план на град Скопје, кои што постојат. Сега, ако сте доволно капацитетен менаџер да ги соберете сите потребни ресурси и капацитети да можете да влезете во реализација, тогаш да. Со оглед на средствата со кои што располага градот, ова е динамиката која што можеме да ја пратиме. Сметам дека во првата година од мандатот сме доста ефикасни, не потврдивме воопшто, реализиравме преку 80 реконструкции на улици и булевари на територија на цело Скопје во соработка со меѓуопштински со сите општини. Може и бака бројчано да ги нафрлиме, например во Ѓорче имаме направено со меѓуопштинска преку 27 улици, во Бутел исто така негде околу 7-8 улици, 11 улици се во Газибаба, аеродром сега исто, Васко Карангилевски е во финална фаза, наскоро ќе биде асфалтиран. Оној поток од кружниот тек од Теодоси Гологанов почетокот, значи од Климент Охридски кај клуб на пратеници до кружниот тек кај католичката црква, исто после 40 години прв пат ќе биде целосно темелно реконструиран со се подземната инфраструктура за која што ни одзема највеќе време, затоа и се чекаше, но еве сега више викендов, минатиот викенд беше пуштен првиот слој на асфалт и мислам дека за некој си недела дена максимум истиот ќе биде пуштен во употреба. Добро, немаме веќе многу време, на самиот крај сме, ве молам за еден вака да речеме по-кус одговор. Уште една критика која доаѓа е од советниците во градот, тие константно се жалат дека градоначалничката Арсовска на советничките прашања некогаш не присуствува, а кога присуствува кратко, а кога присуствува кратко не им одговара на прашањата, одговара само на дел од прашањата и гледам дека овие критики се провлекуваат цело време. Јас сум во советот на... Јас сум еден од ретките советници во овој состав и во претходниот што немам пропуштена седница. Истите ги посетувам од почеток до крај, до затварање на седницата. Можам слободно да кажам дека градоначалничката на сите советнички прашања била присутна. Одговара на прашања кои што и се поставени, а сега истото прашање поставено од друг советник сметам дека е бесполезно повторно и повторно да се одговара. Станува збор за системот 45 советници, кој што секој нели има право на 3 советнички прашања. Сега ако еден советник више ви го постави прашањето за улични или куќиња, после четвртиот, петиот советник пак ако ве праша за ситуацијата у Лајка, мислам дека да се повторуваме малце во интерес на граѓаните и градската администрација која што работи седницата. Можеби од тој аспект не излегла градоначалничката да одговори. Иначе градската администрација ги одговара прашањата кои што се побарани од советот, од колегите советници. Јас на пример исто така сум советник и сега без разлика што сум заменик градоначалник сепак се бира од редот на советниците. Секое прашање и во претходниот мандат и сега што сум сакал да го поставам и во писмена и во усмена форма сум добил одговор. Така да не мислам дека политиканството е во прашање и не станува збор за вистинско неодговарање на прашањата. Добро, Александар Трајановски, заменик градоначалник на Скопје, ви благодарам за учеството во Студио 10. Ви благодарам за поканата уште еднаш. И со ова го завршуваме денешното Студио 10. На вас, почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и на довербата и се разбира, останете со програмата на Телевизија 24.